Овчеполието е жедно за вода. Земјоделците од 9 села од овој регион веќе десетина дена немаат вода за наводнување на нивите со пченка, луцерка, лозија и градинарски култури. Рано утринава се заканија и со блокада на регионалниот пат Штип Велес, доколку до утре не им пристигне вода за наводнување. Вода во езерото Калиманци има, а нивите со земјоделски култури им се суви. Никој не е додел порано да ни каже ќе има вода, ќе нема вода, него браната е пуна вода, насејаме сега кцаме си главите. Трошку ја к наме и не знам на кај сме. Доста има пченки, може да речем половината нема да се спасат. А детелини исто, оваа луцерките шо, пуштија 2 дена кој поправо. Значи тоа е хаос, беше хаос. Еве, лично за мене ја 5 хектара остави од джаде ненаваден и нагоре 3 хектара. Ама кога ќе стасам тогајка? Земјоделците инвестирале и по илјадници евра за одгледување на земјоделски култури. Тврда дека годинава родот ќе им биде преполовен. Тони Павловски има 15 хектари под детелина. За некој ден е 2 август веќе доваѓа и линден, ние уште сезоната со наводнување не сме почнале. Значи, како може да обстане земјоделец? 15 хектари луцерка имам посејано, 5 веќе ги исклучи, не ги вадам, оставија таа за така нека се суши. На 10 наместиме опремата, стоја таму кад 2 недели стоја. Никако вода да стигне до нас. Ако продуже вака да немаме вода од вечер, од утре, ако не продолжам да ги навадам, да спасам барем 30, 40 или 50%, јас ки имам трошкови само од пченката, негде загубил околу 15.000 евра. Околу 1 милион денара. Тоа сам еден јас од помалите земјоделци со помала површина, има од мене и со многу поголема површина. Директорот на водостопанство Брегалница Благојчо Богатинов, кој од пред неколку дена е одговорен и за Овчеполскиот регион, тврди дека водата за нивите ќе пристигне утре. Проблемот бил дефектот поради невремето, кој рано утринава е одстранет, но овој проблем се провлекува со години. Во секоја прилика кажувам дека солидарноста меѓу самите земјоделци е на нула. Мораат да бидат солидарни едни према други. Најважно му е на секој да си ја заврши работата, после за друг воопшто не се не грижи. А решението има решение, имајќи го предвид дека и состојбата на каналската мрежа е таква како што е таква. Мора поголема контрола и на искусните места. Земјоделците од Овче поле откако утринава се заканија со блокади на регионалниот пат Штип Велес, добија ветување дека вода ќе пристигне. Блокадите и протестите ги ставаат во мирување, а за утре протести пак најавуваат земјоделците од карбинското село Крупиште.